Долгот за струја на државните и јавни институции ќе биде платен. Тоа се важни институции кои во долгови влегле поради превисоката цена на струјата, изјави премиерот Ковачевски. Значи, тоа се буџетски организации кои што заради зголемената цена на електричната енергија, која што е 10 пати зголемена, ако била 40-50 евра, таа е сега 400 и веќе стигната на берза 500 евра. Владата направи прераспределба на финансиски средства, кои што се одобрени од страна на владата, ќе бидат доставени до собранието со цел да се овозможи непречено функционирање на сите овие институции. За разлика од други здравствени институции, клиничката болница Штип со сметките за струја посебни проблеми нема, бидејќи актуелниот долг е само 10 милиони денари. Долгот на клиничката болница Штип за струја е 10 милиони денари, кои доколку владата ги плати, ќе биде добро за сите. Во таков случај, овие пари ќе бидат насочени кон други за работењето на болницата важни места. Изјави директорот Ален Георгиев. Долг за струја има и Штипскиот затвор, а намерата долгот да го плати владата се коментира на следниот начин. Позитивна одлуката на премиерот на владата Димитар Ковачевски за помош преку плаќање на електричната енергија на државните институции. Големо олеснување ќе биде на нас како институции, а сакам да потенцирам дека долгот на казнено поправен дом само за електрична енергија за 2022 година изнесува околу 10,2 милиона денари. За разлика од нив, долг за струја нема Штипскиот универзитет и таму сите сметки се навреме сервисирани. Ние сме на слободен пазар подолг временски период, имаме и одредено искуство со управување на тие на потрошувачката на тие ресурси. У рамки на сега на енергетската криза направивме и програми за штедење кои што се покажуваат као да кажем прилично солидни, па имаме уштеди во одредени месеци и до 50% у однос на 2021 година.